Почитувани, дозволете ми на почетокот, заблагодарувајќи им се на организаторите на оваа конференција за поканата да бидам дел од неа, да го искажам своето лично уверување дека обсервацијата на инаку во континуитет важната тема, спречувањето на иселувањето на младите, во актуелниот глобален момент како да добива уште повеќе на значење и ургентност. Всушност, темата околу иселувањето на младите од матичната држава по својата суштина, значење и реперкусии од секогаш, а особено во специфични или кризни времења, завредува највисок општествен и институционален приоритет. Зошто? Едноставно поради фактот според кој младите генерации се природни наследници, природен легат кој треба да го понесе товарот на континуитетот на екзистирањето на која била заедница. И при тоа, таквото прашање целосно задира и секако зависи од квалитетот на речиси сите сегменти на општественото живење, социјален, културен, економски, правен, безбедносен и така натаму. Значи, историски и искуствено нужноста да се дефинираат можностите, перспективите, потребната мотивација што би го превенирале одливот на младост, а следствено на тоа на енергијата и креативноста на едно општество. Од секогаш логично се наметнувале како цели број 1 во она што представува политички и генерално општествено-системски менеджмент во животот и развојот на државните заедници. Системот пак што не знае, не може или не сака да се соочи со тој факт. Нема големи изгледи да осмисли или изгради реален, одржлив напредок. И тоа е констатација потврдена низ општествената еволуција, особено изразена во текот на целиот 20 век, како и во овие 2 децении од овој век. И она што е посебно битно, и што без друго треба да го имаме предвид, а јасно го воочивме од почетокот на 90-тите години од минатиот век, кога светот мина низ тектонски геополитички промени со падот на Берлинскиот зид. Прашањето за одливот на младите, односно превенција на таквиот тренд, има јасна екзистенцијална важност за мноштво земји што минаа низ нужниот процес на општествено-политичка трансформација, вклучувајќи ја и нашата држава. За жал, таквиот облик на миграција и денес се уште представува опасност, фактор на еродирање на општествената способност и за самоодржливо развивање и прогрес. Дополнително, актуелните глобални околности, кои што сега се повеќе ги погодуваат сите земји, особено во Европа, сосема сигурно ќе имаат и тоа какво влијание, колку во динамизирањето на трендот за миграција на помладата популација, толку па дури и повеќе врз можностите за превенција и особено мобилизирање на таа млада сила во незиното поинтензивно ангажирање како клучен двигател на општествениот живот и развој. Во тој смисол, повеќе од јасно е дека пред системот, пред институциите, пред носителите на одлуки се исправува нов и специфичен предизвик што наметнува неопходно барање на соодветен и ефикасен одговор на проблемското прашање. Како да се задржат и мотивираат младите за да го најдат своето место под сонцето, односно како тие да се етаблираат во реален, објективен фактор на општествениот опстој и напредок. Од тие причини, од аспект на политиките на владата, важен акцент е ставен токму врз мерки со кои ќе се подобрат студентскиот живот и стандард, а младите ќе дојдат полесно до прво вработување. Наша приоритетна цел е младите да ја проектираат и градат својата иднина во својата татковина. Во претходниот мандат започнавме со програмата Младинска гаранција, а при креирањето на владините мерки за поддршка на стопанството и граѓаните во услови на военна состојба, предизвикана од ширењето на вирусот COVID-19, воведовме 3 типа на парична поддршка за младите во Северна Македонија, преку платежни картички и ваучери вредна 12 милиони евра, со цел нивно полесно прилагодување на новата реалност, преку одржување на нивото на ученичкиот и студентскиот стандард, како и на куповната моќ. Во новата програма на владата 2022-2024 младите се офатени преку таргетирани политики со кои се овозможува нивна известна и сигурна иднина. Така предвидена е поддршка за секое вработено лице до 29 години, кој ќе се вработи за прв пат, за кои се уште не развиле вештини за вработување да го стораат тоа преку пракса,
Предвиден е поврат на персонален данок на доход за сите нововработени млади под 30 години. Предвидена е поддршка во отварањето на младински центри и локални младински совети, со цел вклучување на младите во процесите на донесување на одлуки и изголемување на капацитетите на младите луѓе. Со законска рамка е предвидено да се признае вредноста на младинската работа како механизам за поддршка на младите и нивно активно вклучување во животот во заедницата, а проектирано е воведување на платена работа за студентите во студентските домови. Ова влада ќе продолжи да го спроведува и зголемува младинскиот додаток за младите вклучени во производствените дејности, а планирана е дигитализација и зголемување на офат на услуги и бенефиции за младите луѓе кои ќе ги нуди Европската младинска картичка во директна соработка со државните институции и јавните установи. Предвидени се мерки за стимулирање за млади лекари, но и поддршка за млади земјоделци. Дигитализацијата останува еден од врвни приоритети за владата, како критичен фактор за новото време и суштински развој на човечкиот капитал на сите нивоа. Од аспект на Министерството за внатрешни работи, пак би сакал да посочам дека во изминативе неколку години успеавме преку приемот на речиси 2300 млади до 25 годишна возраст драстично да ја поместиме старосната структура во корист на помладите генерации, поместувајќи ја границата во старосното структурирање до речиси 50% на вработени до 40 годишна возраст. Јас искрено се надевам, дотолку повеќе што постои јасно демонстрирана политичка волја, дека уште поинтензивно ќе се продолжи во правец на отварањето на перспективи за целосна општествена инклузивност и на младите категории граѓани, третирајќи го ова прашање како неспорен државен интерес. Впрочем, и денешната конференција за мене лично, а верувам и за севкупната наша јавност, представува одлична можност, дополнителен инпут во креирањето на политики наменети за реалното и непроценливо факторизирање на младите во општеството. Благодарам на вниманието.